Време е да почнеме со содржините и секако мојот прв соговорник. За жал, повторно лоша вест. Вчера го имавме и првиот починат здравствен работник во земјава, поточно фармацевт. На линија ја имам председателката на фармацевската комора, доктор Бистра Ангеловска. Добро утро. Добро утро. За жал, ве бараме, овој пат почнуваме поточно со лошата вест. Сочувство да вашиот колега, вие фармацевтите исто како и останатиот медицински персонал сте едни од најизложените, поточно први на удар, исто така. Како се справувате вие, поточно како се справуваат фармацевтите во целиот овој кризен период? Благодарам за сочувството. Сочувство и до семејството на драгиот колега. Навистина беше прекрасен човек и прекрасен фармацевт. Должна сум тоа да го кажам во јавноста. Многу беше педантен, многу беше посветен на професијата и навистина многу жалиме сите. Точно е, фармацевтите, како и другите здравствени работници, се во првата линија и изложени се на голем ризик со самото тоа што најчесто граѓаните и пациентите прво се обраќаат кога имаат некој проблем, прво се обраќаат до пациентот, тој е најдостапниот здравствен работник, прво се обраќаат до фармацевтот, па после тој ги упатува дали да одат на лекар, дали може да си земат нешто во аптеката. И јас сум во таа категорија. Сите сме, знаете, сите сме и тоа така и треба да остане. Тоа е така, затоа што фармацевтот е едуциран, тој е обучен за да може да ја пружи таа услуга на граѓаните покрај сите други услуги кои што се посветени на одржување на јавното здравје и се разбира на индивидуално помагање на секој човек, на секој граѓанин поединично, не мора да биде пациент, нели често се уваци здрави луѓе. Така, имате ли информација колку ваши колеги се заболени и исто така морам да ве прашам, бидејќи вчера излезе информација дека вашиот за жал починат колега се заразил на работното место, па дали сте информирани за тоа каква е состојбата и со останатите колеги, дали се тестирани, дали имаат корона, каква е кај вас состојбата поточно во целиот фармацевски сектор? Не знам и немаме информации, затоа што не се должни да не информираат, тоа се сепак лични информации. Знаете, лични податоци се тоа, меѓу другото и колегите и не јавуваат, веројатно има и некои други, за среќа сигурно дека оздравеле. За колегата и јас дознав, би се јавија колегите од Струга всушност, да ме информираат, иначе кога беше соопштено дека починал, беше само во бројот на починати, како 58 годишен од Струга починал на инфективна клиника, меѓутоа вечерта мене колегите ми јавија од Струга дека е тоа наш колега. Немаме такви информации, ниту пак знаеме точно на кој начин се случила епидемиолошката слика, не ја знаеме, меѓутоа зборувам она што го кажуваат колегите кои што соработуваат со него таму, тој веројатно е дека се заразил на работното место, затоа што знаете во тие места во околината на Струга имаше подоста заразени и веројатно имало доста и носители асимптоматски кои што му пренеле. Точно на кој начин се заразил, тоа веројатно од епидемиолозите го знаат подобро, затоа што мора да направат епидемиолошката анкета. Доктор Ангеловска, ги следевте состојбите во овој кризен период. Добивте ли поплаки од колегите се соочија ли тие со дополнителни проблеми? Со оглед на тоа дека во одреден период аптеките работеа и со продолжено работно време. Што велат вашите колеги? Какво е искуството од целиот овој кризен период? Веројатно искуството е како и со другите здравствени работници. Во почетокот се соочивме со нешто многу непознато и застрашувачко, за некој малку поолесно го
сватија во почетокот. Меѓутоа, да ви кажам, фармацевтите се добро едуцирани за справување со кризни состојби. Како и другите здравствени работници, всушност и ние се подготвуваме дека ќе дојдеме во ситуација и всушност работиме со болни луѓе, а некогаш ќе работиме и во вакви кризни состојби. Релативно брзо се прилагодија на состојбите, меѓутоа морам да кажам дека да, се јавуваат понекогаш затоа што имаат понекогаш проблеми, во почетокот имаше недостаток и на дезинфекциони средства, на маски, на она што го бараат граѓаните, а тие не се во состојба да им го продадат, затоа што не може да го набават. Па после имаше еден период во кој што цените се покачија на тие материјали од добавувачите, не зборувам за аптеките, па мораш исто така да објаснуваат на граѓаните, а што се однесува до безбедноста од зараза, тие ги применуваа мерите согласно упатството, затоа што Меѓународната федерација на фармацевтите, што е под покровителство на Светската здравствена организација, уште во првите моменти ни прати до комората, член сме таму, прати до комората упатства за заштита на фармацевтите и на граѓаните. Тоа заедно со Комисијата за заразни болести го преточивме, го направивме во документ кој што е применлив за наши услови и го дистрибуиравме до фармацевтите како помош во начинот на справување со оваа кризна состојба. Имам едно подпрашање поврзано со недостатокот, оној период кога имаше недостаток на маски и дезинфекциони средства. Дали во тој период се погриживте, односно се погрижија вашите колеги да сочуваат доволно маски за себе? Па не секогаш и не сите. Знаете, обично тие знаат да си ги направат, да си ги менаџираат заштите и обучени се за тоа, да оставаат оној минимум кој што е и за себе и нели за некоја условно поитна состојба. Меѓутоа, во првиот момент имаше колеги кои што веројатно очекувајќи пратката, имаше одолговолекување од страна на некои добавувачи. Веројатно пак не по нивна вина, затоа што пак они беа врзани за увоз, Во почетокот беше малку постресно, се јавуваа некои колегите се јавуваат да побараат помош или макар да си го кажат она што го имаат и многу се олесни после кога се воспостави една процедура во која што прво почнаа да се пристигнуваат, после се донесоа одлуки со кои се олесни увозот на алкохол, затоа што во аптеките се спремаат дезинфекцијенски на база на алкохол и со така во голема мера помагаат и за самата аптека да се служи со него, но се разбира се наменети за продажба на пациенти на здравствени установи. Така да имаше и се случи, понекогаш се случуваше и да останат без материјали, меѓутоа мислам дека колегите одлично се снајдоа во таа улога. Како можете ли да оцените комуникацијата помеѓу фармацевската комора, фармацевтите, аптеките, генерално со останатите здравствени институции, преца Министерството за здравство, Фонд за здравство? Еве во периодот кој го споменавме пред малку имавте, поточно аптеките има и инспекцијски надзор. Можете ли да оцените комуникацијата, како се одвиваше во целиот овој кризен период? Официјалната комуникација се одвиваше помеѓу комората, Министерството за здравство, како и другите здруженија што ги имаат фармацевтите, но главно преку комората, тие се обраќаат комората се обраќаат до комората со она што го имаат како не само како проблем, ами како идеја за подобрување, а ние имавме убава комуникација, навистина добра комуникација со Министерството за здравство и соодветно ги пренесувавме и некогаш еве и вака учествувавме во овие
во работата на оваа комисија за заразни болести, тогаш само и за таа точка што се однесува за фармацевти. Се разбира дека и согласно способностите сами на индивидуалните на фармацевтот и можностите и со каква категорија на луѓе работи, се разбира дека беше различно, но остана едно дека тие се уште веројатно најизложените здравствени работници, најизложените на ризик од зараза, за жал. И искуствата покажуваат во околните држави во светот дека се заштитуваат со овие плексиглас, со изолации, со отварање на шалтери, па само преку нив. Меѓутоа, немаше доволно време, изгледа сето тоа да се спроведи, еве, имаме тоа што се случи. Доктор Ангеловска, и ваша генерална оценка за тоа како се справуваме со коронавирусот? Па генерално мислам дека добро. Мислам дека добро се справуваме што се однесува на државно ниво. Дека добро се справуваме. Морам да го искоментирам ова, сега се однесува ова исто така и за аптеките. Нека го сватат ова граѓаните како апел да ги почитуваат мерките, затоа што не вредат ништо добрите мерки, добро донесените, ако граѓаните не ги почитуваат. Тоа ќе ги заштити и нив, но ќе ги заштити и здравствените работници. Навистина, здравствените работници им требаат. Ако им е затворена аптеката, тие нема да откаде да се снабдат со лекови, а ќе биде затворена доколку им се разволи фармацевтот. Вниманието и оддавањето на почита спрема здравствените работници, спрема фармацевтите, спрема другите здравствени работници, ќе ја искажат така што ќе се чуваат самите од зараза и ќе ги чуваат нив, спроведувајќи ги мерките кои што се предвидени. Морам да кажам дека голем дел од граѓаните не ги почитува, особено во почетокот, и можеби е тоа една од причините што се појавија здравствени работници кои што се заразија. Така, ние сме тука да ги подсетуваме граѓаните дека се уште не треба да се релаксираат до толку што се однесува до мерките на предпазливост и како што веќе кажавте, секако да не излегуваат без маска за да се заштитат и себе и околината. Јас особено сум ви благодарна за тоа, како и сите здравствени работници. Особено сум благодарна на новинарите за известувањето и за држењето постојано во една состојба на свест на граѓаните да се придржуваат до мерките. Ви благодарам за тоа. И ние ви благодариме за вашата работа и во целиот овој изминат период, како што споменавте и вие сте први на удар. Доктор Бистра Ангеловска, ви благодарам што одвоивте време за денешниот утрински брифинг. Ви благодарам.